Подигнување на детскиот додаток за деца со посебни потреби од 6 на 18.000 денари колку што е минималната плата. Намалување на границата на мобилност од 26 на 18 години. Еден од родителите да може да оди во пензија на 55 годишна возраст, како и комплетна инклузија на овие деца во општеството, се главните барања на ново формираното Сдружение на лица со посебни потреби, избрани од Бога од Прилеп. Размислете сега е со 100 евра посебен додаток на деца со посебни потреби. Што можеме да допринесеме, сите можат да знаат. Ние буквално немаме ништо. Да дојдеме до некаква пензија предвремена, да можеме да ги гледаме, зашто и ние, родителите сме поразболени. Како што бараме за во Европа да одиме, така и ние ќе одиме со барања со европските, закони што ги има децата со посебни потреби во странство. За другите родители пак чии деца одат во центрите за поддршка на учењето, најважна била инклузијата и овие деца да бидат прифатени од општеството. Значи инклузијава на деца во овие во редовното училиште воопшто не се прифатени. Значи ние до степен дојдовме со директорот од училиштето да потпише изјава за да ја преместиме Тереза во специјално училиште. Значи не беше прифатена ни од родителите, ни од децата. И стручните лица признаваат дека треба да се работи за подигнување на свеста кај сите нас дека овие деца не се различни. Значи се навикнуваме и ние, затоа што до сега имавме само класична настава, сега веќе почнуваме со индивидуалните третмани. Треба да се навикнат и наставниците од редовните училишта и учениците и родителите нормално, а најмногу од се мислам дека е потребно подигнување на општата свест на народот за овие деца дека и не се баш различни од останатите други деца. Не е доволно само еден ден да се посвети внимание на овие лица, на нивните права за еднаквост на другите. Тоа треба да биде секој ден, да представува дел од човечкото општество. Овие лица најмногу барат еднаквост, самостојно живење и функционирање во општеството. Со инклузијата пак се јавува уште еден проблем на кој што треба државата да посвети внимание, а тоа е немањето на образовни асистенти за сите овие деца кои што сега според новите закони се вклучуваат во редовното образование. Бројот на асистенти е далеку од потребниот.